Добро вечер на сите, ви благодарам петок навечер на тешки теми. Теми кои што некако темата идентитетот, идентитетските аспекти на Преспанскиот договор. Тема која што во целокупната какофонија, особено кога почна кампањава и кампањиве, билам кампањиве бидејќи се разнородни пред референдумот, као да изгубиме малце од вид. И нашата идеја беше да ја вратиме. Да ја вратиме на маса и да се обидеме да поразговараме често, колку што можеме, секој со своите интимни аргументи, бидејќи овде разговараме по моје длабоко убедување за интимни аспекти, кои што ќе направат една сума од сите граѓани создаваат некакво множество што се нарекува идентитет. И тема која што сакаме да отвориме во присуство на, јас ќе давам еден краток вовед на почетокот, во присуство на Катерина Колозова и Акис Гаврилидис. Сакам да ги представам и двајцата, бидејќи двајцата се бават прилично сериозно со идентитетски прашања во текот на целиот нивен, без многу целиот нивен професионален живот. Но пред да ги представам, сакам да кажам дека ние се обидовме, сега условно кажано, повторно тоа се флуидни категории, да викнеме и да поканиме луѓе, експерти, промислувачи на општеството, од условно кажано, оно што се нарекува другиот камп. Они што се, да кажеме, противници договорот, дали тоа се, они што гласат против или ќе бойкотираат или имаат своји причини зашто се противници на договорот, и наидовме еден зид. За мене неочекуван. Во меѓувреме се направија неколку панели кои што беа направени од самите противници на договор. Не ги дисквалификувам, само кажам, мора да најдам некој тег или номинација на таквите, на таа нивна позиција, каде што пак не беа поканети луѓе кои што се за договорот од различни аспекти. И тоа е симптом на поделбите во општеството и симптом, предпоставам, на оно што го нарекуваме длабоки системски поделби во општество, особено помеѓу внатре македонскиот етнички кампус. Јас сум убеден дека како и да заврши референдумот, како и да заврши целата оваа одисеја со договорот од Преспа и понатамошната евентуална имплементација, овие тешки трауми, овие тешки поделби тек ќе дојдат на дневен ред и ќе треба да ги адресираме. Како немам идеја, но мислам дека тоа е една од најважната работа на луѓето што настапуваат во јавноста. Значи, како што реков, панелот ќе се обидеме да биде експлицитно за идентитетските прашања, да ги разоткриеме, да видиме каква е, не можам да кажам грчката страна, но страната на еден човек кој што доаѓа од Грција и кој што има специфични ставови во однос на целата тема. Тоа е Акис Гаврилидис, кој што е писател и преведувач. Роден е во Солун 1964 година, во моментов живее и работи во Брисел, студирал право во Белгија, а во 1998 година докторира на филозофија на право, како и на политичка антропологија во рамки на постдокторските студии. Член на колектив Манифестмон од Брисел, како и контрибутор на публикацијата на колективот Манифест Дегажизм. Објавува и преведа текстови за повеќе печатени интернет списанија. Имам прилично многу публикации, ќе кажам само неколку, кои се на грчки јазик: Democracy Against Liberalism, The Notion of Natural Law in Spinoza, In a World of Authenticity We Are All Strangers, и така натаму, и така натаму. На англиски го има преведено, предпоставам дека тоа е книга, Greg Zodus, Notes for a Non-Strategic Strategy. Од другата страна, условно кажаме, Катерина Колозова веќе малце ја воведов како човек се бави со тие прашања, со идентитетските прашања, кој што е директорка на Институтот за општествени и хуманистички науки од Скопје и професор на родови студии на Универзитетот Американ Коледж. Таа е визитинг професор на неколку универзитети на територијата на бивша Југославија и Бугарија. Своите постдокторски истражувања ги спроведува на Универзитетот Беркли, Калифорнија, под супервизија на Џудит Батлер. Координаторка на бројни меѓународни истражувања од областа на родови студии, политичката филозофија и една од основачките на регионалната мрежа за родови студии на Југоисточна Европа. Автор на книгите Cut of the Real, Subjectivity in Post-Structuralist Philosophy, Toward the Radical Metaphysics of Socialism,
Маркс and Лориел, како и уредник на After the Speculative Turn, Realism, Philosophy and Feminism. Таа е автор на повеќе поглавни на книга Долаз на политичка филозофија во издание на повеќе еминентни издавачки куќи. И тука прекинувам јас и сега предлагам да ги изгасиме светлата, бидејќи за интернет подобро се зборува ноќе, од темница, и да видиме едно видео од 2-3 минути кој што го спремиме во Институтот за Обштествени економички науки Скопје и потоа ќе влеземе директно длабоко во дебатата.
видеото, малку брзо одеше текстот, така да повикувам нешто сака што ги интересира содржината на видео, некаква ретроспектива, да видат или на ивентот на Facebook или претпоставам дека и на сајтот на институтот го има. На сајтот на институтот или ќе биде закачен. Јас ќе направам визуализација и тој да. Не сакам да влезам многу во интегритетот на 20 говорници, но сакам да направам прво една, значи ова беше ретроспектива, да направам една проспектива, еден вид на мини анализа од прилика кои се опциите што би се случувало во врска со имплементацијата на договорот од Преспа. За мене или еве да речем не за мене, а мислам дека во државата, во нашата држава се поставува на некој начин како да е една дилема помеѓу идентитетот и евроатлантските интеграции, или помеѓу идентитетот и геополитиката. Геополитиката која што прилично не нагази, зборам за Република Македонија, не нагази во последната година особено. И таа е на некој начин одраз на таа геополитика си овие неверојатни посети на највисоки практично странски представници. Значи, кратко околу она што би се нарекло проспектива. Мислам дека коцките се прилично наедени во онаа геополитичка игра која што ние можеме да ја замислиме, но не можеме да ја знаеме, ако постои, а секогаш постоеле и овој пат постои, несомнено. А тие се Црна Гора е членка на НАТО и ИТА, и оди кон ЕУ со отварање на чаптери. Следна во таа геополитичка шаховска табла, како се нарече Македонија и нејзиното членство во НАТО, експлицитно членството во НАТО. Бидејќи очигледно дека Европската унија и членството во Европската унија ќе биде одложен до не знаеме кога. Следна во таа игра би била некакво решавање, размена на територија и корекција на граници, како и да се нарече тоа, помеѓу Србија и Косово, за на крај да дојде она што нарекуваме босански лонец, кој што никој мисли дека не знае се уште како се решава. И веројатно до таму не се стигнати геополитичките игри. За договорот да биде успешен, при тоа мислам на техничка успешност, тоа е мој став и јас сум тврд на тоа, е дека треба да има цензус. Значи треба да има 903.000, колку е по последните бројки, 903 мислам, 1000 излезност плюс 1. Се што е под тоа ќе биде проблематично, особено за етничките македонци. И ќе го на некој начин ќе го смали, ќе го девалвира легитимитетот на референдумот. Без разлика на овие, јас ги нарекувам во суштина малалски игри околу тоа дали ќе биде консултативен или задолжителен. Се знае дека референдумот и без разлика на реалните потешкоти околу достигнување на тој цензус, заради тоа што во Македонија прашање дали и колку жители живеат. Во моментот и колку од нив се ефективни гласачи, а колку се фиктивни или не се тука и така натаму и така натаму. Во само во таков случај би можел договор да добие полни едра за да биде ратификуван во собранието. Тоест да биде не ратификуван во собранието, туку да биде постигнати овие фамозни 2/3 за уставни промени. За уставни промени за кои што by the way јавноста не е информирана. Мене тоа ми е една тежина, бидејќи мислам дека треба да биде информирани каква ќе биде содржината на уставните промени. Особено во делот на политичките конотации, преамбулата и така натаму и така натаму. Но не се, ќе разговараме и тоа. Доколку референдумот објективно не е успешен, владата вели дека ќе прибегне кон една операција, дека институциите ќе одлучат во името на народот кој што не сака да одлучи или не знал како да одлучи и останал дома. Таа операција е исклучително комплицирана, бидејќи подразбира прво потребен легитимитет за тоа, убедување на најголемата опозициона партија да влезе во таа приказна или на минимум 5-6 пратеници од ВМРО-скиот тврд тикет, не мислам за коалициони партнери. И таа операција може да биде потешка, особено имајќи ги предвид внатрешните конвулзии во самата опозициона партија, кои што се несомнено големи и таму има разни прекршувања, видливи и невидливи. За мене се потешки и помоќни во деструктивна смисла невидливите прекршувања.
Доколку не успее и доколку има обструкција околу уставните измени, Македонија практично нема време за чекање. Бидејќи роковите кои се поставени во договорот од Преспа се дека Македонија мора да ги втората страна, како што се нарекува, мора да ги заврши уставните измени до 31 декември 2018 година. Се што е после тоа е дерогација од договорот и ќе треба, не знам како тоа ќе се решава, а уставните рокови за влегување од отварање на уставот се прилично широки. И тука ќе има проблем, реален проблем во имплементацијата. Доколку дојде до тоа. Втората работа е грчкава страна. Јас разговарав малку со Акис преска на ручек околу можните предвремени избори во Грција. Најверојатно нема да има предвремени избори во Грција, но не може да се исклучи тоа во екот на сите овие кризи, па и геополитички кризи, во соглед на евроизборите и така натаму, но сепак Грција оди на парламентарни избори по устав на 20 октомври 2019 година, како што знам. Така се запишани по устав и тоа е крајниот рок кога во Грција би се одржале редовни парламентарни избори. Ги кажувам овие рокови за да кажам дека тие ќе го притискаат целиот процес, за добро или за лошо, и за оние што го обструираат процесот и за оние што евентуално го фасилитираат процесот. И сега, многу кратко, сакам да кажам околу да воведам темата практично. Значи, реков дека може би е лажна дилема дека етничките македонци се на крстопат помеѓу идентитетот и геополитиката. Јас барем во оваа просторија знам барем еден двајца кои што навистина мислат дека автентично мислат дека тоа е лажна дилема, дека всушност идентитетот е загрозен. Имаат аргументи за тоа кои што се почитуваат и кои што можеме да разговараме во твојме дебата. Оно што мене ме загрижува околу овој така наречен, како што се нарекува страна на владата, историски договор, циниците би рекли историски договор за нова историја, ме загрижува самата имплементација. Особено кога гледаме дека од гласите од двете страни, секој бранејќи ја својата страна и секој ја напаѓа својата страна, зборам и во Македонија и во Грција, таа спрега власт-опозиција е прилично комплицирана. Во самата имплементација има голема асиметрија. Именно Македонија треба да изоди долг пат кон европските, НАТО не би било спорно во овој случај, но долг пат кон европските интеграции, и тој пат е со многу пречки и со многу интерпретации. И тоа интерпретации од конкретни влади, кои што нема да бидат или можеби нема да бидат сегашниве, во сегашната констелација. Пишам договор, дури толку многу страници, 20 и кусор страни, прашање дали може да нормира идентитетот и дали може да ги нормира интерпретациите од различни политички фактори. Ние веќе имаме најави и од Нова демократија и од ВМРО-ДП дека тоа би можело различно да се интерпретира во една друга, да речеме, политичка констелација. Од друга страна, навлегувајќи во доменот на реал политиката и покрај евидентната асиметрија во договорот, значи имаме де факто цензор и цензуриран, прва страна која што го цензурира цензурираниот, има уште еден фактор кој се нарекува, како сакаме да кажем, колку да е флуиден, се нарекува меѓународна заедница. И тој фактор е флуиден, и тој фактор е подложен на флуктуации, но тој се поставува сега како гарантор на договорот. И во одредена смисла, таа меѓународна заедница би била онаа што би можела да го гарантира, условно кажано, меката или убава имплементација на евентуалниот договор, кога се завршат сите овие процеси. Ако се оди како што треба. Тоа ако се оди како што треба, може би најважното нешто на кое што треба да разговараме. И затоа добрата вест во мноштвото негативни, кои што можеме да ги детектираме или да ги идентификуваме, дека договорот и нуди на Македонија, оваа Македонија сега, јас го нарекувам тоа еден вид на еманципација само од себе. Еден вид излегување од собствената кожа, кај што жртва се некакви повеќе или помалку болни и условно кажано сега, бидејќи нема наврзано таму идентитетски прашања. Некој може да каже еманципација низ понижување, болна еманципација, но за тоа длабоко сум убеден дека корените на таквите проблеми треба да ги бараме на друго место. Особено во 10-11 години владење, кои што
не врзувајќи го сега идентитетските прашања Скопје 2014, пред се мислам на комплетното унесување на оно што се нарекува правна држава, да не речем криминал, корупција и така натаму. Узурпацијата во судството, ако го видовте, и нејзиното барање за уставни измени, кој што коинцидира на еден начин, јас не верувам да коинцидира, барање за уставни измени во пресред на евентуалните уставни измени за судскиот совет, кажува колку длабоко има пенетрирано таа корупција во секој смисли, морална и фактичка. Сега нема ќе заправам овде, ќе давам простор на Катерина Накис. Катерина, ја морам да кажам дека наспроти тензиите во обществото, ти беше една од првите која што имаше експлицитен став за темата идентитет конкретно. И што тоа значи за Република Македонија и за македонците во неа. За разлика од прилично многу други, особено од невладинен сектор, да не кажам и овие што, како вика, шпарта по улиците за време на шарената револуција, кои што остана тивки на темата. И кои што мислам дека си обезбедија некој безбеден став под чадор, да нема да кажат експлицитен став. Така да, Катерина, сакам се да го повториш твоите ставови, да ги унапредиш ако може, да ги надградиш и прошириш и потоа ќе влеземе во една интелектуална дебата со Акис. Добро. Прво, значи, да објаснам од која позиција јас поаѓам во анализата. Конечно, поаѓајќи од таа позиција и занимавајќи се со тие теми, јас и Акис пред многу години се запознавме. И двајцата придонесовме кон еден зборник тогаш за македонското прашање, каде што на некој начин игравме улогата на македонски националисти и тогаш инсистиравме дека преговорите го загрозуваат се опасност за македонскиот идентитет и дека во таа смисла преговорите, целата политичка стратегија на грчката страна, како што ја нарече Акис тогаш, представува еден вид на дискурзивно насилство. Тоа беше негова формулација тогаш. Значи, јас, освен со родови теми, обично кај нас жените во филозофија, нели, род и джендер е првиот идентификатор, се занимавам подеднакво, па и повеќе, можеби, со, како што рече Гордан, теми на теорија на идентитет и на субјективитет. Ете и книгата што спомна Гордан Катов, дали Subjectivity in Post-Structuralist Philosophy се занимава со темите на идентитет, на субјективитет, на субјективизација. Значи се занимавам со прашањето како едно јас станува јас, но од политички аспект. Значи не абстрактен, не етеричен метафизички аспект, туку политички и формулиран во термини кои што се не конкретни, туку јас би рекла и материјални, односно материјалистички. И сега ќе објаснам логиката поранешна моја на одбраната на македонскиот идентитет како загрозен во рамки на преговорите и зошто јас пред повеќе години кога се запознавме со Акис, инсистирав дека преговорите го загрозуваат идентитетот. Инсистирав од следниве причини. Тогаш беше доминантен овде аргументот дека идентитетот, чувството на јас, е некако интимно чувство, психолошка состојба без малку, значи состојба на умот, еден вид на когито кој е недофатливо и приватно, значи лично, не се допушташе дека искуството на идентитет може да биде колективно, односно колективитетно. Туку се одеше на еден наивен метафизички аргумент во Македонија и се инсистираше, се сеќавам по телевизија, тоа што прв пат ја почнав да шетам по некој днев и да објаснам дека не е баш така, се објаснуваше како и да сме се нарекле ние, како се чувствуваме, тоа е важното. Тогаш мојот аргумент беше дека прво теоријата на конструктивизмот, целиот постструктуралистички бекап што го ваде тогаш бранителите на тогашното решение 2005-2006, дека нацијата е конструкција, целиот тој приучен конструктивизам кој што го употребуваат, дека е погрешен
и дека ниту Батлер, ниту Фуко, ниту било кој конструктивист, било кога кажал дека затоа што е нешто дискурзивна креација, дека е помалку стварно. Напротив, стварноста е произведена од дискурзивни процеси. Значи, како ќе се викаме ние, на што се одзиваме кога бараме признание како група, е и тоа како важно. И тогаш мојата одбрана се состоеше во тој и само тој аргумент. Јас секогаш одбивав да ги користам аргументите на историјата, затоа што, како што знаете, тие аргументи се бесконечни и ако размислувате стратешки најпосле, не само ако сте политички честни, туку и ако сте стратег, знаете дека ќе влезете во територија на вртлок кој што ќе ве проголта, дискусија која што никогаш нема да прекине, затоа што на крај ќе завршите со лудила за македоноиди и слични историски теории. Ако се сеќавате, имаше и теза за целата бела раса дека произлегла од македонците и се викале македоноиди. Значи, влегувањето во бесконечните расправи и аргументации со историски аргументи е прво битка што секој би изгубил, не само ние, а особено ние. Затоа што имаме оспорувања од повеќе страни. Од друга страна имавме тука кај нас наратив за историјата, кој што ја не сум историчар, затоа не сакам да навлегувам, но се прашувам колку е издржан тој наратив, затоа што очигледно дека беше предизвикуван од најмалку 4 страни во соседството, значи нешто било дефектно во тој наратив. И до таму ќе одбијам да влезам во историја. И тогаш мојата одбрана беше, значи, нашето право да се викаме македонци произлегува од политичкото право на самоопределба. Јас сум македонка затоа што се препознам, се чувствувам како таква. Во тоа има субстанца, не е она лебдечкото што се лизга низ прсти когито, туку има стварност, опиплива субстанца. Значи, сум се родила во Југославија, во таа Југославија имало Република Македонија, таму сум растала и сум учела дека ние сме македонци, дека сме дел од јужнословенската група на народи, бевме дел од Југославија и така натаму. Сум учела известна историја, знам за историјата на ВМРО, знам за историјата за некаква идеја на македонска национална држава, онака како што сум се формирала откако сум свесно суштество, ајде да речем, од почеток на 80-ти години. Пред тоа моите родители и така натаму неколку генерации поминале. Значи, што викаат born into an identity. Јас сум born into that identity. И во тој момент никој ниту дискутираше, ниту спомнуваше, ниту Александар Велики, ниту Аминта, и сега никој не знае што е Минта, и повеќето луѓе веројатно мисла дека нешто како пеперминт, значи немаме однос ние уопште кон таа историја, а глумиме сега дека таа историја има било каква врска со нас. Тоа е, според мене, друго прашање, од кога е креиран тој наратив за националното битие. Еве, ќе им дадам за право, нека е точно. Хипотетички, да предпоставиме дека се во право и дека тој историски наратив е точен. Повторно е ирелевантен. Повторно е ирелевантен затоа што тоа што сме идентитетски е она со кое што можеме најнепосредно да се идентификуваме. Тоа што е пренесувано преку устна историја, тоа што е пренесувано усно пред се од генерација на генерација, тоа од кое што е сочинето секојдневието, како обичајност и така натаму, и конечно главното јазикот. Јас знам дека ако зборувам многу споро, барем 60% од тоа што го кажам ќе го разбере, не знам, русин, србин и така натаму. Грците знам дека тешко ќе ме разберат, или ич. Античките македонци и грците очигледно добро се разбирале, но тоа е друга тема. Повторно ќе кажам, одбивам да влезам во историја.
Тогаш мојот аргумент во одбрана на идентитетската засегнатост, зашто тврдам дека сме идентитетски. Значи, еве, повторно поструктуралистички дискурси, конструктивистички аргумент. Се е дискурс, да, но во таа теорија на конструктивизам има нешто што се вика интерпелација. Кога те викам тебе и ти се вртиш, се одзиваш на тоа, ти си тоа. Заради тоа, не е признание, тука користев паралели од родова теорија и се најде многу корисна и се најде покорисна од историските аргументи. Например, објаснав зошто како се одзиваат или се нарекуваат себе си, например, хомосексуалците, е важно. Вие не можете да ги признаете нивните права, нарекувајќи ги сексуално девијантните луѓе кои што имаат такви права. Значи, како ги именувате и дали ќе ги признаете како геи или под друго име, и тоа како има врска со идентитетското признание и со политичкото право. Конечно, повторно политичка филозофка, но и теоретичарка на род, Джудит Батлер ќе цитирам, таа инсистира дека најжестоката форма на политичко насилство и насилство, односно дури и бришење, е постапката на дереализација. Значи да ти кажам дека не си реален, дека не си стварен. Ако ти викам дека имаш, дека тоа име со кое што се именуваш ти е неточно, нестварно, дека јас тебе ќе те преименувам, јас ти викам дека ти не си стварен, дека ти не постоиш. Бидејќи моето именување е моја дефиниција за тебе. И мојот аргумент, значи, секогаш останал во овие термини. Одбивајќи било каква историја, да го бранам аргументот дека во рамките на сите овие преговори што историјата овде го видовме, идентитетот бил засегнат. Сега, зошто сум задоволна од овој договор? Затоа што сметам дека со тој суплемент билатерален, дека идентитетот е заштитен. Затоа што, без обзир на историската дефиниција, односно независно од било каква историска легитимација, бидејќи не ти треба легитимација за да бараш историска, за да бараш признание на идентитет. Не ти е потребно тоа, можеш да имаш еден ден историја и да имаш право на идентитет. Значи, оставајќи го сето тоа на страна, во овој договор многу јасно стои дека македонците остануваат да се нарекуваат македонци во етничка смисла, значи во идентитетска смисла. Етничка е културно, историска, национална и јазична. Така е опишана во тој член 7 став 3. Историска, овие 4 нешта што ги нарекувам: културно наследство или културна смисла, историја, национална смисла и јазичка смисла. Сето тоа заедно прави етнос. Тоа е етнос. Значи, имате право на тоа именување, на користење на придавката во таа смисла и јазикот останува македонски. Не е точно дека има или ќе има било каква фуснота во Обединените нации. Описот дека е тоа јужнословенски јазик стои во билатералниот договор. Нигде никаква фуснота нема да има, затоа што во самите документи на Обединените нации пишува дека тоа е јужнословенски јазик. Значи, тие две нешта се обезбедени. Според мене, во тој случај, како се нарекува формацијата држава, е помалку важно за идентитетската засегнатост. Никој од нас не знае утре што ќе биде оваа држава и која форма ќе има. Што ако стане федерација? Тоа ќе биде федерација на албанците и кои? Граѓаните на Република Македонија. Од тие причини, јас
Значи, затоа ви го раскажав начин на кој што порано сум била националист, односно ја бранев идентитетската засегнатост и објаснував дека постои во преговорите. Од истите причини сега сум задоволна од овој договор, затоа што мислам дека заради јазикот од член 1 и заради член 7 дека идентитетската засегнатост е обезбедена за нас. Значи, останува називот македонец во етничка смисла, останува употребата на придавката македонски во етничка смисла. Мене ме прича многу важно во таа смисла да се зачува придавката македонски, бидејќи во преамбулата ние сме опишани со придавка. Пишува е држава, Република Македонија е држава на македонскиот народ. Значи, ова македонскиот народ останува со ваквиот договор и примената на член 7, ако е доследна. Сега, ја бев таму на некоја емисија и ми вика соговорниците од друга страна, ама нема да се применува, Ако не се применува, добро, тоа е друг муавет. Но ако се применува, добро ли е? Ако се применува, е добро. Ако е така, како што е формулирано во договорот. Од тие причини, ја мислам дека сите ние имаме отпор, затоа што сме преплашени, како Ана што напиша едно, затоа што се случува нешто огромно, затоа што во таков пресврт на нештата не знае што ќе биде исходот. Дури јас се плашам дека мојава интерпретација во која што верувам може да се испостави дека е неточна. Веројатно пред секоја голема промена човек е така поставен, но јас сакам да објаснам зошто според мене е побитно да се спаси македонштината отколку Република Македонија како назив во овие преговори, така некако. Без никаква историја, значи како празна политичка форма што за нас е најсигурно. Добро. Дискутираме. Знае. Да. Ја сега на Макис постиг од твојме дебата се разбира, бидејќи предпоставувам дека има контраверзии и различни мислења. И токму ќе најавам со тоа каде што заврши некаде Катерина околу нејзиниот пак проспективен, условно кажам, скепса дали тоа ќе се имплементира толку е добро. И Конакис и прашањето веднаш, а потоа од Катерина ќе биде дали ние преку еден меѓународен акт, правен акт, кој што нарекува договор, и тоа во најфлуидното од сите можни права, или најполитизираното право, а тоа е меѓународното право, дали можеме да вкамениме идентитет, дали можеме да нормираме идентитет. И дали тоа флуктуира низ годините во врска при добрата или лошата имплементација. Само како food for thought, we say. Akis, the floor is yours. Yeah, precisely. This will be part of probably the main part of what I'll be presenting. I'll come to this shortly. To begin with, I would like to thank the organizers, and I'm glad to be invited here and talk to you, but also to listen to what you have to say. This exchange is necessary from a purely informative point of view, but it has a performative function as well, because it is rare to have people from Greece and Macedonia speaking at the same panel. Well, it has already happened in the past, and I hope it will be more the case in the future. Unfortunately, I'll talk to you through interpretation, as I do not speak Macedonian. Unfortunately, this is hardly surprising, of course, as I was born in a country where Macedonian is considered a non-existent language, and people seriously believe that. This is what I just said is not only a disclaimer or an introduction, it is already part of my presentation. And in any case, we have to take into account that translation always happens, even when one speaks one's own language. As Derrida said, I have only one language and this language is not mine. Well, let's leave Derrida for the time being.
Speaking about the agreement, I see people in Macedonia, it's conceivable to me that people can be reluctant about this agreement. The agreement admittedly has problematic elements. The very fact that two states sign an agreement that is supposed to regulate aspects of the identity of the citizens is already problematic. Even more, from my point of view, it is negative that the agreement states that there are two sides, so essentializes two sides and states that each side conceive their identity and their cultural heritage in a different way. From my point of view, the Greek cultural heritage and or the Macedonian one have common elements, and it is useful to assume that, and take this into account. And to begin with, one very simple common element is the common Ottoman, post-Ottoman heritage. Let me give one example. This noon we were eating, and I ordered, the people asked me, what are you going to have? And I had the menu in English. I said, I'll have liver. So Katerina translated the waiter for me, GR. And I said, GR, yeah, of course, I could have said that because it's a Turkish word and we use it, GR, in Greek, it exists, so we had to go through English, but GR is more familiar to me than liver, which is a scientific term, and we say, I mean, my grandmother used to say to be GR, which means, it's a very tender expression, it's the liver, but also it's what you have inside. So these elements are lost, are forgotten with this declaration that there are two sides and everybody have their own heritage. The point is not a problem, but the agreement is there because even if it sounds ridiculous, some aspects of it sound unfounded and ridiculous to us, it was necessary because of political reasons, because these questions have been politicized, and law, including international law, comes to regulate politicized issues. The link, or the absence of a link between law and politics, was already a core question in classical political philosophy, which in the 17th century, people like Hobbes and Locke tried to found the political constitution on the idea of a social contract, an agreement between people. In that context, there was one thinker who went about this problem in the opposite way. This was Baruch Spinoza. And this is, I'll be following him. And my case could be described in the following terms. I draw, this is my term, linguistic communism. I will see what it means later on. Anyway, Spinoza claimed that society is not founded by an agreement, and that each individual's right is coextensive with its power. Tantum ius quantum potentia in Latin. Everybody has so much right as they have might. In civil society, this does not cease to be so. The only difference is that everybody's power, so everybody's right, is defined collectively. There's no transition to a different element, to some radically different reality. For example, we're not in the element of peace as opposed to war of everybody against everybody else. So if a political agreement or a pact is established, its effectiveness will still be part of the same mechanism, on the same continuum. There's no absolute rupture between the passions and the reason and the civil state. Passions still govern the conduct of people, but of course not all passions are the same.
Some of them are negative and some positive. This is the main distinction of passions in Spinoza. To be more concrete, to stick to our example, before this agreement, vis-a-vis this agreement, every decent person's spontaneous reaction would be, but you cannot legally regulate what people are, what people feel and think. But this can be construed in two ways, according to if we focus on the element of right or the element of might. If we depart from the point of view of identifying these two elements, then we come to the conclusion that the very reason that makes this agreement inadmissible on the level of principle, it will make it impracticable from certain points of view. A poorly conceived law for Spinoza will be less potent, so less possible to implement. My point is that maybe it is inadmissible for somebody to come and say, you are so and so, but this very fact makes it impossible to police what people are, even if we have a legal text. You cannot oblige anybody to be or not to be this or that. It was mentioned that the Greek side insists on the erga omnes condition towards everybody. But there's no country in the world which has a name erga omnes. I am a Greek citizen. This is my passport. You know what it said? It said Ελληνική Δημοκρατία, Hellenic Republic. This is the official name of Greece. But if anybody asks me, where are you from? I don't say I'm from the Hellenic Republic. I say I'm from Greece. You can imagine, for example, Germany is called Germany, Deutschland in German, Allemagne in France, Tedesco in Italian, the German person is Tedesco, I don't know, in Polish or in Macedonian it's different. So no country has an erga omnes name. And this will be the case with Macedonia. I mean, these names are for like tables before diplomatic meetings and embassies and consulates. But people in practical reality will still continue to say Macedonian. They will not say the citizen of the whatever, so blah blah. They will still say, and of course Greeks will not say the Republic of, they will say Skopje as they do now, and they will still continue to use the name of the capital for the whole state. And they will call Skopjans the whole, like whether you are from Tetov or from Yevgenia or some other city. This, of course, has absurd effects. For example, I met a guy who is 20 years old, 25 years, and he asked me, so the Skopje is a city, there is a city called Skopje, I didn't know that. And I said, but it's the same. A whole generation, this is absurd of course, it's sad, but a whole generation came up in Greece thinking that Skopje is the name of a country. And they are surprised to know that. I think we can go on with some slides. This is what I call, this is the title of one chapter in Spinoza's Theological Political Treatise. And my point is, let's continue. Nobody can be so sovereign to carry out every possible wish. Nobody can be so sovereign as to impose on people what they are, and impose to 7 billion people all over the world to say this, to say chair and mean table. I mean, not even God can do that. So language is, let's proceed. That's right. This authority, like the authority of law, must be limited not only by the power of the agent, but the capacity of the object. You may have a legal authority to do something, or a legal right, but if the object on which you're trying to apply this power does not
is not susceptible to accept it, then you have no sovereignty. And this is all the more so with language. Because Spinoza has, well, let's leave the philosophical analysis. He does an analysis of the Holy Scripture. And he says, no one has ever been able to change the meaning of a word in ordinary use. Because if everybody uses it, it's not up to anybody to come and say, no, from tomorrow on, you'll use this word with a different meaning. So, this policing attempt for the mass language is, in Latin it's the full translator uses the term masses, but the language is preserved by the masses. One scholar, one intellectual can change the interpretation of a book or a sentence, but one word you cannot change the meaning. If 7 million people use the term Macedonia in a specific way, no agreement can change that from tomorrow on. And this is why it would never enter into the mind of anyone to corrupt a language, including Macedonian. So my point is, well, this is another example. This is a tweet by a Russian news agency. It's about nationalist hooligans in Thessaloniki doing a protest when Tsipras was speaking. And a Russian person speaking in English and addressing himself to the world wanted to describe in one sentence what the hell is happening there, who are these people? And he used, it is an anti-Macedonian rally, but for the people who did the rally, it was pro-Macedonian in their sense, because we are the Macedonians and we want to defend Macedonia. But Russia tweets against the, well, it's not Putin who wrote that, but RT is friendly to Putin. But they cannot resist, their power is not that much, when they want to communicate to the world, they have to say it is an anti-Macedonian rally. And I posted that on Facebook, and people said, no, it's false. It's not. It's a Photoshop. It's not real. I said it's a real RT Twitter, blah blah. So it's strong. Language is stronger than political will, because it is a communist thing. We all produce it, and it cannot be privatized. So. If contracts are not that important, a question may arise. Then why do it at all? Well, Spinoza's answer would be that because sometimes it is the only solution. Because people have to coexist and live together, and sometimes this is the only coercion, maybe the only solution. And then people obey what they have agreed, more or less, either because they are afraid of the sovereign or because they rationally conceive the need to do so. They see that otherwise there would be no society. In order to make a small joke, I used an example. Well, this is an excerpt by a French guy, Pierre-François Moreau, who is the most eminent living Spinozian scholar, where he says, he's speaking of course about a totally different context. He has not in mind this dispute. But he says, well, contracts may be made, but from the moment they are made, everybody lies. They have in mind that I'll keep the advantages and leave the disadvantages for the other. When they commit themselves under the pact, they are clearly determined not to obey it. The pact is always set up from the outset, which should not lead us to a pessimistic, fatalistic view of human things. Nevertheless, sometimes pacts are necessary. Why are they necessary? They are a fiction, and
language and identity are performative, and there is this performativity, this theatricality. And in Spinoza, I found by chance an example which is very Macedonian and very. He is using an example with Alexander the Great, the ancient Macedonians. And Alexander presented himself to the Persians as a god. This guy, Hermolos, objected to that. He said, come on, Alexander, we know you're not a god. We have seen you. You're born by people. You eat, you drink, you fell in love. You're not a god. But Alexander said, but how, this is the choice of the god. How can I go contrary? And he said, let also the idiots believe that I am a god. This is better for me. And Spinoza said, he was like doing a wink to his Macedonian followers. He said, this is a stage, a setup. I'm not really a god, we know that, we both know, but they don't. So let us pretend, because it's like a game, like a convention. At the same time, hints the reason for this he simulated to be a god, and go on. But Macedonians were more prudent. They're not like so naive, and they did not accept this godlike presentation of Alexander. I hope modern Macedonians and modern Greek may be prudent enough to see that this is a fiction. We have to play this fiction, because it's for the states. States are like children. They want a fiction. It's like Santa Claus. When there's a child, we say Santa Claus will come and give you a present. We all know, the adults know that there's no Santa Claus. But we play this game. It's not deception. It is a convention. It is a performativity and a theatricality. And human coexistence wants this theatricality and this performativity. And with this I close. I mean, politics and social coexistence at large have always an element of conventionality, at the limit of deceitfulness also. We should work with it. We should not reject it in a moralist way and demand an impossible absolute transparency and sincerity. Sincerity, what is it? It is the absolute correspondence and identification between words and deeds. But deeds are words, as Judith Butler would say. My point is that there is life after the pact. After the agreement, there still is life. And it's up to us to work on this commonality I referred to in the beginning, to work on the positive rather than the negative passions after the agreement is approved, or even if it is not approved. Thank you. Thank you very much. I think we have a lot of provocations, and then I think that we can open the floor and discuss a little bit. Значи, поведете со апелираме конструктивна дебата, поведете кој што сака да праша, да коментира, коментарите треба да ги ограничиме да не одземеме премногу време. Треба да се случат, ако се прифати овој договор, е решавањето на две работи кои мислам дека се врзани со идентитетот и кои претпоставувам дека ќе треба донесат промени кои мене не ми пречат, напротив. Една од тие е фактот дека таа Александроманија настана во 70-тите години, ја бев сведок како на. Сум можда би еден од ретките одек ги знам луѓето кои беа готвачи во тоа време. Тоа се приближно на моја возраст, луѓе кои студираа надвор од Македонија и кои чувствувајќи дека Југославија ќе пропаѓа, беа тоа време на амандманите и така натаму, станавме конфедерација, се чувствуваше дека Југославија ќе се распадне. Тие бара вештачки на што да се зграбчиме ние, што да фатиме, за да таа една Македонија биде препознатлива во светот. Во полемиките тие велеа не е точно, како што велам ја, дека тоа историски е тотално погрешно и идиотски, ама убаво звучи. Веруваче дека еве како се поклопуваме во тоа. Таа е тотално вештачки направена на теза. Сосема вештачки направена теза. Сваката нема ништо со стварноста. Јас сум учел во училиште и кога меѓу прво и трето одделение се јавуваа некои прашања до учителите, меѓу прво и трето.
Меѓу прво и трето одделение и обично учителите ни велеа дека тој е Александар Македонски нема врска со нас, дека тој е гркофил и така. Како што е? Ево вистината, тоа не се јавуваше понатаму. Значи вистина е она што и Колозова говори, не постоеше едноставно како поим со кој ние би се врзували. Сега јас би рекол дека тоа не постоеше ни на другата страна. Со прилично големо време и тоа претпоставувам дека тоа е настанато историски, знаеме сите во мигот кога се јавуваат балканските војни и кога треба да се оправда оние територијални освојувања. Нема до што да се врзува. Има една многу убава книга и на македонски објавена во библиотека, може да се најде. Тоа е за врската меѓу Византија и Грција, значи идентитетската нота. Јас ќе ве потсетам на секвенца од филмот Мојата дебела грчка свадба. Таму бабата на невестата во еден миг, кога доаѓаат странци дали да ја земат невестата, тие се холанѓани, протестанти, и ги бркаат куќата, вие сте турци. Значи, сите странци се за неа турци. Тоа е идентитетот на истинската Грција и тоа го констатира и она книга што Тајм ја има направено за тоа која е врската меѓу Византија и таа е многу силна. Таа е многу силна, особено меѓу простиот народ и така натаму, али таа води кон еден изолационизам кој Грција многу тешко и излагала. И сега, знаете, они сега се шират и треба да видат Александра и ние од практично многу слични народи. Значи, народи кои биле слични во таа, да речеме, религиозна затвореност. Мојот дедо велеше ние и турците. Тој не мислеше турци мислеше на муслимани. Ние сме православните. И тука завршуваше идентитетската граница. Ние сме блиски со грците, сме биле значи тогаш блиски, ние сме станали пријатели во мигот кога се јавуваат вакви некои нововремени, да речеме, феномени кои требале да оправдаат некакви работи. И ова што се случи кај нас да речеме се подзбуцна во тие 70-ти години, 75-та, јас би рекол дека тука почна да се крои, да буквално на маса да се црта, да не кажем како тоа би изгледало и како тоа убаво би звучело. Тоа се продолжи во дел од политиката, кај пукаме ние, бидејќи беше буквално државата испратен да студира во Америка. Се што донесе од таму, седнал во библиотека и собирал овој што можел да најде за Александар Велики. Која беше смислата и денеска не јас нити тој може да го објасни. Која е смислата на тоа големо дело кој одеднашка собра во 80-тите толку многу луѓе и така натаму. Значи тоа се постепено се плански се развивало и тоа сме доста. Антиквизацијата само една реплика, да речеме повеќе архитектонска реплика, би рекол на таа Александроманија, која оди сега до неверојатни безсмислици. Јас слушам на телевизија дека македонската црква е основана 20-та година од наша ера. Исус уште не станал пророк. Ни дури ни по Библијата. Идиоти мислат да се луѓе кои седат овде зборат, носат народ на улица, на секаде зборуваат такви глупости. Тоа е така изродено. И мислам дека овој договор ќе помогне тоа да се закопа. Нам не ни треба таква идентификација, бидејќи ја мислам дека македонскиот народ и другите народи тука конечно заслужуваат да имаат нешто друго, да се вратат на оној идентитет што си постоел. И кој не поврзувал, да речеме, а не делел на некој начин. Втората работа е, мислам, дека ние еднаш мора да прогласиме крај на граѓанската војна од наша страна. И напишаме еден текст, мислам дека ова треба да значи крај на граѓанската војна, бидејќи за нас тој не заврши. Очигледно не заврши. Во социјализмот 2/3 од нашите романи, јас можам да речем слободно, тие требаше една фаворизирана тема, ние живеевме со таа војна. Зашто се пишуваше само за неја, за друго нешто не постоеше. Идеолошки беше исправно, да, сме биле на страна на левицата и така натаму. И сето тоа така функционираше, а во Грција заврши, ми се чини, 66-та година, кога сите што сака, што се смета себе за Грција, може да се вратат во Грција, беа ослободени луѓето од затвор, масовно и така беше вратен имотот и сето тоа, јас се сеќавам, Мартев беше шефот на отпорот, беше во прво дојде во Југославија, после се врати во Атина, значи тој се обиде и тука да нешто да најде некоја форма за која може луѓето да етално се вратат таму и така натаму. Јас само ќе посетам дека Комунистичка партија на Грција доскоро
ја напушташе таа популистичка потреба да се додворува на грците и она имаше поинаков поглед на таа граѓанска војна, го задржа тој поглед. Меѓутоа, време е да се заборави колку години требаше французите и германите да се бразат или да се колку генерации треба да поминат за да вие едноставно меѓу себе ги закопате војните секи или лошите мисли. Мислам, тоа е шанса една голема да се направи и ние мораме да видиме зашто ние би биле последни во Европа кој нека војна треба да прати. Па се војувале и финците и русите, не знам, знае кои све народи војувале и сега ние одеднаш кога стануваме на тоа слепо срево што били Маркс, нали, главка на слепо срево и ние стварно сме слепо срево и во ова сме слепо срево, ова што ни се случува. И ние можеме и мораме да ја затвориме, а ова е еден од начините на кои ги ја затвориме по некоја случајност, бидејќи имаме луѓе од левицата на чело на Крчката власт. Тоа е само причината зашто ја често велам нема да имаме друг Ципрус. Нема да се случи во нашите релации. Повеќе прашање за сите учесници или мора поединечно? Шут. Најпрви да пренесам еден поздрав од Ѓорѓ Апостолакис, заеднички пријател мој на Акис. Не знам дали ќе се сети, мислам дека учеле заедно во Турција, во Солун. Виртуелно се познаваме со Акис, затоа што го знам во наводници од Facebook, не знам дали ќе се сети, не се едно. Како човек кој што одбивал се расправал со грци кои што не работували и така натаму, што е може позитивно, затоа и дојдев на овој пат, што вашите мисли. Од вашата дискусија некако не разбрав го поддржувате договорот, но преку една експликација со Спиноза, која што во реалниот живот на луѓето некако не кореспондира, не разбирам како би му значило нешто на некој земјоделец или на некој си човек кој што вози камион или било што имал Спиноза да каже во контекст на договорот. Го говорам ова во контекст на како да се обидовте да го минимизирате значењето на суверенитетот воопшто, преку примерите што ги дадовте, иако преку договорот се чини се уништува само македонскиот. Грчкиот суверенитет воопшто не е засегнат. И ова го говорам затоа што во преамбулата на самиот договор страните, нели, втората страна и Грција, и тој кој што го подпишува тој договор се повикуваат на малку, сакам да цитирам, доверба, заедно пријателство, добрососедство, стратешко партнерство, дека се водени од духот и начелата на демократијата, почитувањето на човековите права и основните слободи и достоинство, и дека сето тоа е затоа што се повикуваат на начелата и целите на повелбата на Обединените нации и на завршниот документ од Хелсинки од 1975 година. Во преамбулата на повелбата на ООН на Обединените нации пишува ние народите на Обединените нации решени и така натаму ја реафирмираме вербата во основните човекови права, во достоинството и вредноста на човечката личност, во еднаквите права на мажите и жените и на нациите големи и мали. Во поглави 1, член 1 се вели дека точка 2 да развива пријателски односи помеѓу нациите врз основа на почитување на принципот на еднакви права и самоопределување на народите. Имам друга точка во која се вели организацијата се основа врз принципот на суверената еднаквост на сите своји членки. Сите членки ќе се воздржат од нивните меѓусебни односи од закана или употреба на сила против територијалниот интегритет или политичката независност на било која држава. Членството во ООН е отворено за сите мирољубиви држави и така натаму. Завршниот документ од Хелсинки од 75 година исто така се повикува на повелбата на ООН и во член 1 вели суверена еднаквост, почит за правата вродени во суверенитетот. Понатака се вели дека државите учеснички ќе ја почитуваат меѓусебната суверена еднаквост и индивидуалност. Во рамките на меѓународното право сите држави учеснички имаат еднакви права и обврски. Во член 6 се вели, кој е насловен како немешање во внатрешни работи,
земјите подписнички ќе се воздржат од било каква интервенција, директна или индиректна, индивидуална или колективна, во внатрешните или надворешни работи, што спаѓаат во рамките на домашната јурисдикција на друга земја членка, без разлика на нивните меѓусебни односи. Во член 8 се вели еднакви права и самоопределување на народите, се вели земјите учеснички ќе ги почитуваат еднаквите права. Добро, завршувам. Абсолвирани се во тие, не е спомнало. Јас во ниедна емисија, во ниедна канал, заради квалитетот на дебатата, да можеме да имаме интеракција. сакам да ме разбира аки за што зборувам. Со се разбира. Океј, затоа што неговата дискусија беше во смисла на некакво релативизирање на суверенитетот, кој што со овој договор се разбива на парчиња, македонскиот, грчкиот воопшто не е засегнат. Така што со самата преамбула на договорот ние имаме една контрадикција. Не може да се повикувате на Повелбата на Обединетите нации и завршиот документ од Хелсинки, а сте во директна контрадикција со Легитимно прашање. Може така да остане тоа? Океј. I'm not sure if you got all the details. So I think the question is, I was asked in the beginning if I am in favor or against. My point is, I am in favor of this agreement, not in its, not due to its content and its phrasing, but because of its nature as a gesture. The performativity is important. I mean, it is positive that after 30 years of enmity and distrust, there is an agreement. The content of the agreement is not that important. It states that sovereignty is respected and blah blah. I can understand that Macedonian people feel insulted by this. It's legitimate, it's logical. I said in the beginning that I see problematic elements in two states signing what the citizens of the one should feel and be and call themselves. Nevertheless, the alternative is not to sign an agreement and do what? Expect a better time? I mean, if we're doing politics, we have to be pragmatic. This goes for the Greek side as well. They cannot sign the agreement, say this is inadmissible because Macedonia is blah blah, part of the perennial whatever. But okay, let's not sign, leave the thing pending. Until when? Until a better time comes. Which will be the better time? To do what? How will it come? Who will bring it? I think this is the most favorable conjuncture to have this agreement. And I can understand it's hard to take, to stomach, as they say in English. Some elements are, it's not perfect, but the important thing is to have it. And if it is the meaning, it's the meaning for a country to, without a war, without being beaten in a war, to have to change their laws because somebody else asks them to, imposes them to, through blackmail. It's a blackmail. It's blackmail. But international politics is blackmail. I can understand people in Macedonia have difficulties. I am not here to dictate or to say to them what they should do. But I can advise them to realize that this is the best bet we can have. I mean, I don't see in the 30, 40 years to come any possibility to have something better. And as I said, I focused on the possibility for us, who are us, I don't know, us, like here, people or elsewhere, you know, to work on these commonalities, on the positive things that this agreement brings. We have to make choices and decisions in, as Marx said, we do not choose the conditions under which we make decisions, and we have to make our history, carrying the history of the previous generations, and such decisions are difficult. They are difficult, I can understand that, but I think we can take them.
Hello. I would like to know if you can say me something on the Aegean Macedonian. I mean, this agreement closes also that story. I don't know how many Macedonian Aegeans still there are in Macedonia, but I believe there are some, so I think this can be interesting to know. Thank you. Aegean Macedonians here, much of, I don't know, our former prime minister, I don't know, our current foreign affairs minister, many of us, I mean, I don't know, I never asked the question, I mean, who is from Aegean Macedonia, who is from Macedonia proper, Varvar Macedonia, or Republic of Macedonia, but there are many. And they identify as Macedonia. I don't know in what sense closing the question. Maybe in the sense of the previous question that was posed. I think that should be closed in Greece, actually, because the problem is there. These people have no right to return to Greece due to the fact that they identify as Macedonians. They don't have the right to access to their property because they identify as Macedonians. And they were part of the communist, or their predecessors were part of the communist movement of Greece. So that should be obviously resolved there, because what they require is at the same time recognition by the Greek state that they are Macedonians, and also that they have right to certain property, etc., etc. I think that it was suggested that with this agreement, this problem will be solved, that these people will regain access to the property and or going back to Greece if they choose so. I'm assuming under the qualification they choose for themselves, but this was just an innuendo. I wouldn't know. I mean, yeah, I think that the agreement can be an opportunity for such a solution, but that solution is not even hinted, let alone proposed in the agreement. I don't know what Akis or Gordon think. Yeah, if I'm not mistaken, and I agree with this, there's no explicit provision in the agreement about these people. I hope too that at least, I don't know about property, I'm not that optimistic, but at least some people will be permitted to go and visit the graves of their parents, which they are prevented from, with the purely racist law voted under the socialist government '82, stating that some people who are not of ethnic Greeks, but they use an expression in Greek, mη Έλληνες στο γένος, people who are not Greeks in the genes, like genos is the gene gono. It's an absurd, it's a very sad thing that there is such a law in the Greek legislation. And officially, these people are prevented. I mean, people try to pass the border and they are prevented by the police. And at times, ministers have done some pretty cynical declarations, such as, anyway, they are too old, in some years the problem will be solved, meaning they will die, and, which is awful. And I hope those few who are remaining 90 years old, 100 years old, I don't know, will be permitted to visit the graves and see the villages or what remains of it, where they were born. But to intensify what I was trying my argument before, in the recent, 15 years ago, it was much more difficult for citizens of Macedonia to enter Greek Macedonia, northern Greece, and also for ethnic Macedonians in Florina, Lerin, and Kostu, and how you call it, to declare, to come out. Now it is, no law has changed, the law is the same.
But in practice, they are permitted. I mean, they can perform their dances and sing their songs. There was a show on Greek TV with people singing in Macedonian, which was prevented. So it was done through practice, not through a change of law. So if a positive environment is created, hopefully these people too will be permitted to visit the ancient, the old villages. My name is Martin Anastasovsky, and I think I can call myself a blogger, sometimes a blog. I have written about a couple of articles on Greece and Macedonia, the name issue. I will start with a lot of premises were opened in this discussion, and it's a great discussion, but there is a lot, so much to be covered. And there is so little time and energy. But I will start with a little bit of family history. My spouse's grandfather was born in Greece. His father was a Greek. He was brought from Crete to the northern Greece to basically to remove the identity of Macedonianism in the people. So this is a person of a mixed marriage. Was he a policeman? Because Cretans were policemen. No, he was a priest. Teachers. He was a teacher priest. Yes. Yeah, these three. Yeah. He died early, but his son was young enough to remember his behavior, his mindset, and that he found himself surrounded by all these people who spoke the language that his father was supposed to teach them not to speak. So we have this clash of realities. The premise is that this was by not by accident but by force. A person of mixed identity who decided to take the Macedonian identity later on, and he became a refugee and he migrated to Macedonia, but before he was in some other country. So this brings me to this land of the Balkans. I'm not going to call it Greece or Macedonia. I'm just going to call it the lands of the Balkans during the beginnings of the Ottoman Empire. I took some census books from the National Archive, which are translated Turkish documents. There was an effort to translate all the census papers. So I looked at the villages and the towns of Kostur, Kastoria, and Voden, and so on. And what I find is a lot of names. The names are given, and the father's name. So I see a lot of Greek names. I see a lot of Macedonian names. I see some Albanian names. I see some Vlach names, like some hints of. And this mixture of people, which would have been the norm until much recent time, until the Western-inspired nation building came to the Balkans, and they carved these lands based on how the people spoke, and so on. The Prespa agreement is a formalistic solution to a problem which is completely informal. Like you said, the language and the idea about the words that you cannot change the meaning of, so on. To me, the concrete solution, a long-term solution with many sub-solutions, would be to bring cosmopolitization of the political narrative, of the social narrative. Bring this to the educational practice in all countries which are concerned with different ethnicities, because a lot of people they could be either Macedonian or Greek. They could be both. Why couldn't they be both? Exactly. This is the idea of Europe today. With the migrant crisis, Europe is becoming there is no category, right? So to me, this is the solution to this problem. And to begin with this solution, so this is, by the way, a commentary, but I will ask a question again. To begin with this solution, or to facilitate it, we cannot ignore the ancient Greek Macedonian topic.
and this should be treated in a purely scientific way, in a purely transparent way, because there is so much content that does not make things clear-cut. So just one information, at the turn of the century, in the 1870-something, there were two self-identified Macedonians. One was Isai Mazhovsky, the other one was Georgi Pulevsky, who recalled the ancient Macedonian past of the people. So this is not antiquization, this is actual information. So the idea is, I understand that Greeks are equally ancient Macedonians as are, I mean, by identity, by the construct of the identity, and so on. So my question to you or to anybody in the panel is to what is your idea for a non-formalistic solution? How should we harmonize the relationships between the two peoples? And how should we? Is it possible to romanticize the history, with exception of the Civil War, which has another explanation, scientific both and unscientific? So your opinions. So how I agree with Akis. These are matters that cannot be fully covered by law, that cannot be controlled by the sovereign via a law in the full sense. Nothing can be. That was his point, by the way. The relativity of law, that was his point about the relativity of sovereignty in general, not just in the case of these two sides. So I do agree that the solution must come from certain practices, cultural practices, scientific practices. In this case, the question of, for example, Asian Macedonia is something that we should leave to the scientists, and we should feel less entitled to know about and talk about as if we know about it. I had the impression that, you know, the first commentator gave to me, so to my immediate experience and memory, this is a recent thing. I was honestly surprised by the flag that they pulled out in the parliament in the 90s, the Vergina flag. I did not know what that was. I cannot conceive, how can I intimately identify with this symbol when I had no clue what it is? And I am a classicist. Apart from being a philosopher, I have another education, classical studies, so I have studied ancient Greece and Macedonia and the Roman society, and I had no idea what that star was. And still, as somebody who has studied classics, I'm saying I do not know enough. I noticed that much has changed since the time I studied linguistics or Indo-European linguistics or whatever. Certain etymologies have changed. I mean, it's a science, phonetics, for example. So there is evolution, and I have to be more humble and accept what the science says. And I am personally more prone to accepting what the mainstream science would say than what the fringe science would say. So talking about Pulevsky and so on, yes, there are some examples of identification as Macedonian prior to the 19th century national idea. There are such examples. This is why there was basis to imagine this new nation. But
these things are not, I don't know, black and white. It does not imply that he was, a true Macedonian, aware of the true identity of his people, whereas all the others were somehow corrupt or I don't know, deceived by the Bulgarians or the Greeks or whatever. No, it's a process. It's a process. So there is a germ here, there is a germ there, but I honestly have no idea that there is a reference to antiquity in Pulevsky. I had no idea of something like that, but I wouldn't be surprised. Still, these are, I think, marginal examples in our cultural heritage. To me, what constitutes cultural intimacy, let's call it, which is the core of the identity, is what is transmitted through oral histories, oral culture, so stories, songs and so on, dances and so on. I don't see any antiquity. I mean, if there are some examples, I haven't seen them so far, or they're so very rare. I can understand the fascination with Macedonian antiquity, especially as a classicist, but I don't think that the interpretation that we have anything to do in our... So I'm not talking about genes and, really being Macedonians biologically or anything. I'm talking about, about the narrative, the construct of the narrative. I don't see any relevance, or if there is any, it is marginal to the construct of the narrative of a Macedonian nation when it emerged and sort of developed in the beginning of the 20th century, end of the 19th century. If there was such element, it was marginal. To me, to my intimate sense of being a Macedonian, it plays no role, just like the first speaker. Follow up 20, 30 years. It has to be a dialogue where we're at an equal footing. If you concede that we have nothing to do with that past, which is impossible to have nothing to do with that past, because it's intricate small things that I'm not starting from my nationalist point of view or conviction. It's just the origin of all things. All things they build on top of each other. So I think if we're to, again, I'll repeat myself, very important to, if we want to romanticize our conversation, we have to start at the equal footing and discuss in scientific terms. Just get the facts and discuss. Polemics. For example, very very simple thing. There is a Greek, I believe, poet. His name was Pindar. It's a very un-Hellenic name. It's a strange name. So I know how much Hellenic were the Hellenes and so on. So that's the beauty of the name issue. If we take it romantic, that's all. People called classicists that do that, and classical philologists. I wouldn't do that. I wouldn't wild guess how Pindar sounds, seriously. At least classical philology, I worked on that. I worked a lot on Pindar because I wrote on ancient concepts of death and mortality in philosophy and in folklore, let's say everyday culture, everyday life. I worked with Jean-Pierre Vernant as my supervisor, who worked with this history of everyday life. It's so complex. I wouldn't know. I wouldn't wild guess. It was so many years ago. I forget, and I don't have the expertise anymore to comment how Pindar sounds. I would really leave the expert discussion to the experts. This is my suggestion. We cannot forbid people to identify with ancient Macedonia or Alexander the Great or whatever if it's rolling already. As Aki said, the language is communism. So we all created on equal footing, and even if you wanted to control it,
So language, the words themselves, the naming, but also what we talk about, even if you wanted to control it, you couldn't. So if these contemporary narratives about some ancient Macedonian past continue to, sort of self-recreate, to recreate themselves constantly, to, continue to exist, it's fine. It's just what matters is that we need to distinguish that this is our right to create myths about ourselves, and science is something else. I find it fascinating that in Balkans everybody is an expert in history and linguistics. No, these are sciences proper, and you need a doctorate in this area in order to talk competently about these things. Okay, thank you. Akis would like to comment a little bit? Yeah. You will raise new questions. I could Be comment aware. for another hour here. Yeah. Just two short points. It's not. Sorry. I could say a lot, but only 2 points. These remarks from the gentleman at the beginning brings to the fore the idea that history has its own history. I mean, it's a historicity of what we teach as a history. And the nation state created the educational institution and a standardized version of history. And as Greece has been around a longer time as a nation state, it is more visible that many changes have taken place. For example, immediately after the establishment of a Greek nation state in the early 19th century, Alexander was at the limit of being Greek. Byzantium was slavery. There was this guy, Paparigopoulos came later, about the 1880s. But before that, official history taught at the academy in Athens was that the Romans enslaved, or maybe the Macedonians as well, enslaved free Greece, and there was classical Greece, and then there is this revival in 1830. And in between all this, it was a rebirth, anagenesis, a birth of the Greek nation. And everything in between, of course the Ottomans, but also the Byzantine Empire, the Romans, and maybe the Macedonians had enslaved the free Greeks, meaning Athenians, Lacedaemonians, which was the Greek state at the time. So who gave a shit about like Thessaloniki? Nobody said that this is a perennial, 3,000 years Greek soil and blah blah. According to political developments and incorporation of several parts of territories, the narrative changed. Suddenly we discovered that, Alexander, of course, he spoke Greek, and, the Byzantine Empire was Hellenized little by little, and of course the Turks are always bad. But if you study history, you'll see that the Ottoman Empire is very much like the Byzantine Empire. For the people then, it was not such a great change So nation states changed their narratives according to, and including, there is in the Greek academic community, there are pretty much interesting works taking place, and there is Tassos Kostopoulos, a very important writer and a tireless researcher, who brought out some documents where you can see that the theory about the ancient Macedonian origin of ethnic Macedonians in Greek, what is today Greek Macedonia, was invented in the early 19th century and 20th century by Greek intellectuals, so as to draw these people from the Bulgarians, because the main enemy was the Bulgarians at the time. So people wrote books saying that the villagers in Kostur and Lerin and blah blah, they have this idiom which is similar to the language spoken by Alexander, because it's always possible to find similarities between words. Like in the Greek Fatued, it said kimono is a Greek word because it's himonas means winter in Greek, so kimono, you can explain any word practically as having some origin. Then they forgot this because the Greek army conquered like that territory, and
they were Hellenized, including with your grandfather and other means like that. But it is always easy to invent some historical explanation and etymological, but we have to be reluctant about accepting everything as at face value. Just follow up, just briefly to what you said. So if you still accept the agreement, although you realize that it's against the UN Charter and against the Helsinki Accords, and your argument for that is what else, then what binds me or anybody else to accept it? Why should I accept something if you say what else? And pardon me, but when it comes from somebody who's Greek, it's kind of going overboard. It just puts salt on an open wound, as we say here in Macedonia. I cannot fathom that. Can you put yourself in my perspective or in any Macedonian and try to accept something? So basically what you're saying is, you're being raped, just accept it. Just, follow through. Yeah, it is rape, but, well, you'll survive. You'll have life after being raped. That's what it is, in reality. That's what it is. Ако ми дозволите за Козова, и една кратка забележка на твоята почетен наратив. На едно место мислам дека рече Гордан дека така наречената меѓународна заедница сепак ќе биде некаков гарантор или некаква гаранција за ова да се спроведе. Мислам дека не, затоа што не постои тоа во договорот. Сме имале ни искуство каде што експлицитно било напишано дека, да речеме, Соединените американски држави или Европската унија или некој стои за одреден документ. Во овој случај тоа не постои. Дури е чудно што имаме пресуда од највисокиот суд Хаг, во која што експлицитно се кажува дека Македонија нема иредентизам, не спроведува никакви, дури и дека нема никаква антипизација. Може да ги слави Александар и Филип и гради споменици со Македонија. Тука е тоа. Така да не разбирам каде е проблемот. Така да добро, не знам, господинот имаше наратив и Козова исто, кој што е еден, некако ми се чини од луѓе кои што не ги интересира историјата, а сепак сакаат да зборуваат за неја. Мислам, вие зборувавте како да е антипизацијата од некој од 90-тите или може би од времето на Груевски, господин ја врати во 70-тите. Јас имам докази дека многу претходно. Да речеме, господин спомна Мажевски и Кулевски, тоа го има и во зборникот на Миладиновци, мислам, тоа ако не е позната таа книга, има во преданијата за цар Александар. Бугарските народни песни. Ама цар Александар бугарски ли е? Сега. Кој Александар? Кој Александар? Тој големиот. Ама не знаеме за кој Александар, зборува пошто и Има бугарски кралеви што се играат Александар. Има и воден таму. Добро, римски цареви има. Може да се тоа искажам? Добро, Цар Александар е позната, мислам, преданието и во истиот дел кај преданието има и за воден. Ќе ме слушате или? Има и за воден за македонските цареви. И е напишано како со коза влегле таму. Тоа е предание од антиката. тоа се и мите. Добро, секоја нација има мит. Бугарите има. После доле кафаната, после ги доврши. Океј, па не знам што. Уште едно прашање само за крај, мало. Добро, да се обратам на Козова и се извинувам. Не знам зашто ми се упаја во збор. Ше таква тема да. Добро, нема проблем. Не сакам вас да ви одземам време. Јас можам да одговорам, не е проблем. Направам поета дека што кој е вашето име? Па тоа е моето исто, јас исто така кажам. Значи, јас се согласувам со вас. Името на кое што се одзиваме е важно. И тоа дека ние се нарекуваме себе си македонци е важно. Заради тоа порано, значи оној историјат што го гледавме на преговорите на името, заради тоа во поранешните дискусии околу преговорите и поранешните предлози, дискусиите околу поранешните предлози на Немеција, секојаш што ми инсистирала дека идентитетот е засегнат, затоа што интерпелацијата македонец е вклучена во тоа. Јас сум од договорот задоволна, затоа што интерпелацијата македонец
И тоа во смислата во која што мене ми е позната, да, ограничена на историјата на Република Македонија, затоа што мене таа ми е позната, таа со која непосредно се идентификувам, е зачувана. И во таа смисла, значи, јас и вие не се разликуваме. Моето инсистирање е дека името на државата е помалку важно отколку интерпелацијата македонец. А интерпелацијата македонец останува. Тоа е аргументот. Враќајќи се на почетниот мој коментар, дека ако сме уединети нации или почитуваме некакви универзални права, тогаш е важно името на нацијата. Нема право некој мене да ме рекол поинак. Не, тоа е на државата, не на нацијата. Добре, на државата е. Ти како етничка заедница, значи, и тоа мнозинска во случајот, и со тоа и државотворна, ти имаш право да се нарекуваш македонски народ. Според И државата овој да нарекувам како што сакам, Република Македонија. идеално би било тоа исправно. Пример во светот, некому вака нешто Ја колку што знам, на Австрија е наметнато после Втора светска војна да смени. да се нарекува како. Па, Устерајх. Историско име на Австрија. Не знам, не сум сигурна, нели има Хабсбуршка империја и така натаму, во тој период идентификацијата национална е веројатно Само една важна германска. што го рековте. Значи, мислите дека е задржано затоа што пишува македонско државенство коса црта граѓани на Република Северна Македонија, на тоа алудира? Не, ја одам на член 7 кој што се однесува на етничката дефиниција. Значи, според мене, етничката дефиниција е поважна за идентитетската засегнатост, отколку именувањето на нацијата. И веќе ви кажам зошто. Затоа што во преамбулата стои дека не само оваа етничка заедница, туку и албанците, турците и така натаму, се државотворни. Сите тие етнички групи ја сочинуваат заедницата. Ние сме само една од заедниците. И од тие причини за мене ние ги викаме народи. Во нашата преамбула е народи. Но, ако го преведете во меѓународна терминологија, политички, валидна, тоа би било етницити, така, тоа е етничката група. Според тие етнички групи, например, ќе се формулира законот за јазици. Заради тоа, од мене ми беше поважно зачувувањето на етничкото именување, на страна историја, за која што може да дебатираме цел живот и да не се согласиме, етничкото именување, отколку како ќе се вика нацијата, со националноста со која што се идентификуваат и албанците, и турците и така натаму. Nationality у нашиот случај треба да ја отслика и ден денес се отсликува целата таа шареноликост. Заради тоа во овие преговори за ние да не исчезнеме, значи именувањето на тој колективитет македонци да не го снема, беше најважно да се случуваат етничките описи, дефиниции и правото на етничка идентификација. Тоа ми е мене... Затоа што, враќајќи се на она што го рече Аки за луѓето од Егејска Македонија, на нејзиниот коментар, тие луѓе, според тој договор, се грци. Ќе бидат грци по род, како што е тој... Не, тие се по националност грци, но по етност ќе бидат македонци. Заради тоа Виножито е задоволно од договорот. Родени таму, а што живеат тука, што ќе бидат тие? Како ќе се вратат на гробовите, ако и постои закон? Јас се зборувам за македонското малцинство современо во Грција. Сите се изненадени зашто Виножито го поздравува со известни резерви, они со северна. Само Васкопос го поздрави, Виножито се огради. Не, после си го уедначија ставот, си имаат задршка кон северна. Јасно дека не се согласува. Пападакис живее во Србија, во Брисел веќе 30 години, нема врска со Виножито. Ама не, Виножито има официјален стейтмент на сајт, не се битни се луѓето конкретни. Виножито го, како организација, му направи ендорсмент на документот на крај и покрај различните ставови на поединците. Задршката е кај северна, затоа што според нив тоа имплицира сецесионизам и други проблеми. Ама генерално се сите сме свесни тука дека се помалку или повеќе, ама повеќе позитивно настроени кон договор. Тоа што би рекол Павле, македонштината е зачувана за сметка на Република Македонија.
Е, тоа ми е парафраза од него. Знам. Океј, фул 2 сати зборуваме, више ке почне да ни ке избркаат од доле. Јас само должам гоца околу милионата заедница. Точно дека не е никаде стипулирано, иако се повикува Обединените нации, и точно дека во Охридски рамковен договор имаше јасни гарантои. Но начинот на кој што е поставена таа сега, уважувајќи аргументот дека навистина може да се распадне врска Унија за 5 години или за 10 години. Сваѓаш што е, дека тука Ние сме ставени на гилотината сами да го направиме тоа. Затоа не се ставаат во документот, затоа што е противправен. Не е исто. Вовед, јас немам тука замерка, бидејќи еднакво ме боли. Добро, значи, пошто можеме уште 6 сати зборим, така Катерина, ќе почне жива музика, мислам, и ќе не избрка само по себе. И благодарам за издржливоста и за ваква ноќна и тешка тема. Ќе се обидеме и понатаму да ги отвараме темите. А ќе се особено благодарност до тебе за присуството и за конструктивноста. Thanks to you.